Добар ден, прво да ви се заблагодарам за интересот на можеби не највеселиот настан сте оваа недела тука. Повеќе од 600 првачиња ги имаме во салата на Домот за култура Марко Цепенков, заедничка организација Општина Прилеп, Општински совет за безбедност во патниот сообраќај и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, кои што организираме еден настан, едукативен, продолжуваме еден циклус на настани кои што беа организирани од почетокот на март, неколку пати надвор, на отворено, овој пат едукативно за нашите најмали, како да учествуваат во сообраќајот и како безбедно да се движат. Безбедноста на нашите деца ни е најголемата обврска која што имаме. За жал морам да кажам дека од пред 2 дена овде во околината на Прилеп изгубен уште еден живот од несовесно возење и сметам дека ова навистина треба да го правиме се почесто и почесто, да ги едуцираме младите луѓе што побезбедно да се движат, да учествуваат во сообраќајот и така натаму со зголемувањето на возраста, постојано низ системот на образование и воспитување на нашите деца да се проследува оваа информација дека треба сите да внимаваме каде се движиме, да внимаваме на сообраќајните правила, односно прво да ги научиме како се и сите, дословно да ги почитуваме затоа што тоа значи спасување на животи, да следиме трендот и на владата, кој што значи зголемување на безбедноста на сите граѓани. Очекувам дека во 2027 и Прилеп ќе стане безбеден град со воведување на системите Safe City кои што во моментов ги има во неколку градови низ Република Македонија. Уште еднаш многу сум горд што во Прилеп токму со најмладите почнуваме кампања за нивна едукација. Следна активност, ако не се лажам, е понатаму за матурантите кои што треба подетално да бидат воведени во безбедноста, следат матурските вечери и треба навистина да се погрижиме за нивната општа безбедност, а посебно движењето, безбедноста во сообраќај, управувањето со моторните возила и вкупно со сите возила со кои што учествуваме во сообраќај. Ви благодарам за вниманието, ако имате прашања. Добро, би дал малку покритична проценка на она што го гледам како безбедност во сообраќајот, се надевам дека за тоа ме прашувате. Сметам дека полека поправаме на безбедноста во градот, но сме далеку од оние норми кои што треба да ги имаме како европска земја и сето ова го правиме да стигнеме до тој праг кој што е максимален, односно минимален праг на безбедност во сообраќајот и сите активности кои што ги преземаме во овој мандат ќе се однесуваат на подобрување на инфраструктурата, од една страна за да биде побезбедно движењето, а од друга страна да ги создадеме условите кои што и во иднина би донеле побезбедно движење по сите инфраструктурни објекти кои што ги има општина Прилеп. Разговарав со Техничкиот факултет во Битола, посебно со катедрата за регулација на сообраќај, што се можеме пред донесувањето на сообраќајната студија да направиме за подобрување посебно на критичните точки и во изминатиот период да ви информирам дека сега по најнова технологија лансиравме во неколку денови минатата недела дронови кои што снимаат крстосници, односно бројат сообраќај. Порано тоа се правеше со ученици или студенти, сега технологијава како се зголемува со неколку компании кои што се општествено одговорни, ни излегоа во пресвет, измеривме неколку крстосници каде што има сериозно заглушување на сообраќајот и со бројките има софтвер на Технички факултет кој што ќе ги преброи и ќе ни даде најсоодветно решавање на тие критични точки кои што ги имаме во градот, со тоа директно би подобриле на безбедноста на сообраќајот. Имаме детектирано други крстосници каде што се вози со зголемена брзина на движење, тука одиме на иновативна техника, односно на стеснување на визурата и промена на текстурата на коловозот, за да ја намалиме просечната брзина на движење на тие крстосници. На тој начин да ја заштитиме безбедноста на сите учесници во сообраќајот, а на крстосниците посебно на пешаците. Добро, ги знаете добро и вие. Една би почнал со крстосницата добро позната Чумовцевани, односно крстосницата на улиците Александар Македонски, Сутка Џорџиевски и Волова Риба. Понатаму крстосницата на булеварот Гоце Делчев, каде што вкрстува со браќа Миладиновци и со Трајко Николовски, тоа е добро познатата крстосница кај старата пожарна или новата автобуска станица и крстосницата кај интернатот, односно крстосницата на улиците Прилепски бранители и Перетош. Прекрајната студија би потраело повеќе време, би одзела,
Таа студија ќе се изработува на ниво на цела општина Прилеп и би била приклучен документ кон новиот генерален урбанистички план. А решавањето на овие крстосници, еве ако мислам дека за отприлика 10 дена техничкиот факултет би можел најпрво би ја разгледуваме и бараме мислење од технички факултет за крстосница кај нова автобуска станица, затоа што во шпицните часови таму невозможно без чекање од 15-20 минути да се помени таа крстосница. Бараме решение, предложивме ние кое размислување го имаме, но бројките ќе го дадат конкретното решение затоа што има параметри како се уредува една крстосница. Горниот прак 1200 возила на час за да биде кружен тек, ако ги надминеме тие параметри, согласно моето скромно искуство би ги надминале, тогаш ќе бараме понуда на друго решение на техничкиот факултет да ни понуди за да го надминеме овој хаос кој што во моментов можам слободно така да кажам го имаме, а оваа крстосница затоа што е со поставување само на павер елементи и на рабници, би ја завршиле до крајот на мај на крстосницата кај интернатот, добро познато. Останува чумовчане, ама да видиме зависно од бројките кои што во моментов со мерењата би излегле, да видиме дали да останеме на семафоризирана крстосница или да одиме на кружен тек, затоа што 5 краци тука имаме. Има Битолска, има Александар Македонски, има Иво Њења, Ригар Сотко Ѓорџиевски и уште еден крак на Александар Македонски. Конфигурацијата и крстувањето одговараат на кружен тек, но да ги видиме бројките, колку возила во текот на еден ударен час поминуваат. Затоа што ако го решите ударниот час, после во другите, кај што има помал притисок на крстосницата, многу полесно се решава. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во рамките на своите кампањи денес во општина Прилеп, во организација со општината Прилеп, општината Кривогаштани, со помош на Домот на културата Марко Цепенков, во рамки на кампањата да ги заштитиме децата во сообраќајот, реализира превентивно едукативна театарска представа под насловот Застани, погледни па на пешачки промени. Со ова едукативна превентивна кампања сакаме да изразиме односно да ја подигнеме сообраќајната свест и култура кај најмладите учесници во сообраќајот, а тоа се децата. Со оваа представа истите ќе бидат запознаени со основните правила и прописи како самостојно да учествуваат во сообраќајот. Се со цел да не ни се случуваат несакани последици, а тоа се сообраќајни незгоди во кои би страдале тие, а тие се нешто највредното што го имаме како општество. Благодарам. Почнете кампањи да правите по медиумите, дали ова значи дека и понатаму ќе ги продолжите овие работи со тоа што особено во Скопје имавме огромен број за жал на несреќи сообраќајни? Да, Републичкиот совет реализира превентивно едукативни кампањи согласно календарот на кампањи кои што го изготвува во текот на почетокот на секоја година. Значи покрај оваа кампања која што ја реализираме денес овде во Прилеп, активни кампањи ни се кампањите за матурски прослави, каде што целна група ни се учениците од трета година, односно кои што се матуранти, и главната цел на таа кампања е да укажеме од важноста за време на матурските прослави да не конзумираат алкохол, да не управуваат со моторни возила, да на тие прослави да одат со организиран превоз или со јавен превоз, со такси превод, се со цел да не ни се случуваат несакани последици во кои што некој би го загубил живот или би се здобил со некакви повреди. Јас морам да истакнам дека овие кампањи даваат резултат. Минатата година, статистички гледано, во рамките на кампањата да ги заштитиме, односно за матурантите, немавме ниту една сообраќајна незгода во која што ни страдаше смртно матурант.